Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Дали во животот ни се случил момент кога сме требале да преземеме акција за нешто, а тоа не сме го сториле? Сме одлучиле свесно дека тоа нема да го сториме. И непреземањето акција е проблем. Треба да бидеме свесни дека одговараме не само за она што сме сгрешиле, туку и за она што сме знаеле дека треба да го сториме, а не сме го сториле. А сепак свесно сме одлучиле да го сториме. Игнорантноста е навидум особина која навидум е оправдана, а сепак сноси последици. Како за нас, така и за другите луѓе околу нас. Еве, да речеме, поседуваме парче земја или нива. И таа нива е празна, без насадени растенија и решиме да оставиме таква. Дали следната година ќе најдеме се уште празна или не? Што мислите? И покрај тоа што ништо не сме насадиле, сепак нивата ќе биде исполнета. Но со што? Таа ќе биде обрасната со диви растенија, грмушки, троска, трнливи грмушки и слично. Истото се случува и кај нас, кога одлучуваме да не преземеме акција за одредена ситуација, а треба да преземеме. Божјиот збор јасно укажува на ова. Не бидете само слушатели на Словото, мамејки се самите себе, туку бидете извршители. Многумина од нас слушаат, анализираат, запишуваат, забележуваат, размислуваат, но не прават ништо со она што го слушаат. Еден таков пример во Божиот збор е во Самуил 2 глава, каде што станува збор за синовите на свештеникот Илија. Имено, неговите синови не се грижеа за Господ и не ги правеа работите онака како што треба во храмот. Односно, крадеа, земаа повеќе од колку што треба, ги мамеа луѓето. Затоа, свештеникот Илија знаеше, но ништо не преземаше во врска со тоа. Не дека Илија не ги воспитуваше своите синови правилно, туку тие избраа да постапуваат така. Односно, нивните срца беа исполнети со користољубивост и себичност. Тие не го избраа Господовиот пат, туку го избраа погрешниот пат, патот на непослушноста. Ова се однесува за се во животот. За човечките односи, за финансиите, за сопственото тело. Односно, со каква мисла пристапуваме кон нештата и луѓето во нашиот живот? Со добра или со зла мисла? Со каква намера? За добро или за зло? Секој од нас е на некој начин лидер. Лидер во своето семејство, лидер во одредена заедница, организација, дури и лидер на сопственото тело. Што правам со моите одлуки? Дали се за добро на некого или за зло? Дали му правам добро на некого или зло со моите постапки? Многумина од нас постигнале многу на професионално ниво, во кариерата, знаењето, финансиите, но срцето е празно. Рацете можеби ни се полни со пари,
и мозокот полн со информации, но ако срцето е празно, тогаш животот е многу празен. И раците на синовите на свештеникот Илија беа полни со пари, мозоците им беа полни со знаење, но нивните срца беа празни, ја нема личната врска со Севишниот, авторот на знаењето и благословите. Ова е замката во која многу луѓе се наоѓаат. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears. They looked unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. I sought the Lord, and He heard me. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Свештеникот Илија знаеше што е исправно, а што не. Го следеше однесувањето на своите синови и ништо не преземаше за да ги поправи, да им укаже на несоодветното однесување. Свештеникот Илија во старост им укажа на своите синови, но непреземањето акција уште во почетокот на нивната акција ги чинеше живот, како што е напишано. Илија веќе беше многу стар, ама сепак чу се што неговите синови му правеа на сиот Израел и дека лежеле со жените кои се собирале при влезот на шаторот на сведоштвото. И тој им рече: зашто работите такво нешто за да треба да слушам за тоа од сиот овој народ? Немојте така, синови мои. Не се добри гласовите што ги слушам. Го соблазнувате Господовиот народ. Ако човек му греши на човека, Господ ќе пресуди. Но ако човек му греши на Господа, кој ќе се заземе за него? Ама синовите не го послушаа гласот на својот татко, зашто Господ беше одлучил да ги погуби. Врз основа на ова може да се заклучи дека сите ние сме различни, со различни срца. Едно исто не го восприемаме и перцепираме исто. Состојбата на сечие срце не е иста. За некого она што се подразбира како секојдневие и нормала, за друг тоа не се однесува. Истото го укажа Исус Христос. Не секој што ја слуша пораката ја разбира. Како резултат на нашата грешна природа,
Чувствуваме дека во нас постои друг кој посакува погрешни работи. Поради таа грешна природа потребно ни очистување и обновување, како што укажуваат стиховите во послание до Римјаните 12:1 и 2. Затоа ве молам, браќа, заради Божјата милост, да ги принесете вашите тела во жива, света и угодна жртва на Бога. Тоа да биде ваша разумна служба. Немојте да се прилагодувајте со овој свет, туку трансформирајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Можеме да ги согледаме последиците од нашите гревови кога се во почетна фаза. Тие ескалираат, растат и се манифестираат во нешто што не го посакуваме. Тоа можеме да го видиме од нашите лични грешки, како и од грешките на другите. Небесниот Татко во својот збор укажува на следново. Жив сум јас, вели Господ Бог. Јас не ја посакувам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане жив. Вратете се од вашите лоши патишта, зошто да умирате? Сине човечки, кажи им на синовите од твојот народ, праведноста нема да го спаси праведникот во денот на неговиот престап. И грешникот, поради беззаконието своje, нема да падне во денот кога ќе се откаже од гревот свој. Како и праведникот во денот кога ќе сгреши, не ќе може да остане меѓу живите заради својата праведност. Кога ќе му речам на праведникот дека тој нема да биде жив и тој се надева на својата праведност, па врши неправда, тогаш сите негови праведни дела нема да се спомнат и тој ќе умре од неправдата своја што е извршил. А кога ќе му кажам на грешникот, без друго ќе умреш, и тој се откаже од гревовите своји, па почне да живее по закон и по правда, ако тој грешник го врати залогот, го поврати ограбеното, оди по законот на животот и не врши ништо лошо, тогаш тој ќе живее, нема да умре. Ниеден од неговите гревови што ги извршил нема да му се спомнат. Тој почнал да живее по закон и по правда. Тој ќе биде жив. Синовите на твојот народ велат, не е прав патот Господов, а всушност нивниот пат не е прав. Кога праведникот ќе отстапи од својата праведност и почне да врши беззаконие, тој ќе умре заради тоа. Кога пак грешникот ќе се поврати од гревот свој и ќе почне да живее по закон и по правда, заради тоа тој ќе остане жив. А вие велите, не е прав патот на Господ. Јас ќе ви судам, на секого од вас според патиштата негови. Make a joyful noise unto the Lord. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Serve the Lord with gladness. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful in Him and bless His name. Enter into His gates with thanksgiving. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. For the Lord is good.
a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Прашањето е, докаде сме ние? Дали во овој момент има нешто во нашиот живот што може да ескалира? Има ли простор за промена? Има ли простор за да се вратиме на правилниот пат? Има ли време да реагираме? Дали нешто преќутуваме? Дали се правиме дека не го гледаме, се правиме игнорантни и оправдувајќи ги нашите постапки како правдани заради остварување на одредена цел? Има ли нешто во нашиот живот што треба да се поправи? Како говори Христос? Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и простран е патот што водат кон пропаст, и мнозина се кои влекуваат низ неа. Зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот, и малкумина се кои го наоѓаат. Дефинитивно, има последици доколку сме игнорантни и не преземеме ништо за да ја промениме ситуацијата. И свештеникот Илија сакаше да ги поправи синовите, но доцна изреагира. Ако гревот заземе 10% од нашето срце и ние ништо не преземеме околу тоа, процентите ќе се зголемуваат. 20, па 30, па 50, и пред да се свестиме, темнината го обзела нашето срце. Дали тоа е во форма на лажење, крадење, озборување, манипулација, љубомора, завист и што уште не. Некои тоа го сметат за мудрост, за интелигенција, дека некој се снашол правејќи зло. Во посланието Римјаните, првата глава стои: зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни и ја заменија славата на нераспетливиот Бог со слика слична на распадлив човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца, на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонува и служија на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Да, навистина, некои луѓе ја користат темнината и ја сметат за мудрост, за интелигенција. Во Јаков, 3 глава пишува: има ли меѓу вас мудри и разумни луѓе? Ако има, покажете ја вашата мудрост и разумност со примерен живот, со постапки што ќе се одликуваат со скромност и ќе бидат направени мудро. Но ако вашите срца се полни со чемерна завист и себичност, немојте да се фалите и да се лажете дека сте мудри. Тоа не е небесна мудрост, туку овоземна, себична и демонска. Кога луѓето се завидливи и себични, создаваат безредие и секакви зли дела. Небесната мудрост не прави чисти, мирољубиви, внимателни, чувствителни, да ги сакаме луѓето и да им помагаме, да бидеме непристрасни и нелицемерни. А миротворците ќе го сеат семето на мирот и ќе жнеат плодови на праведност.
Па, драги мои, докаде сме ние? Игнорираме ли нешто во нашиот живот? Свесни сме што правиме со нашата игнорантност. Не по случајност размислуваме на оваа тема, нели? Ништо во животот не е по случајност. Ве оставам во убаво расположение и отворен ум за промена. Поздрав! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Eliezer